Кој озбилно да не беше? Бегай там. Една си сини корпот не си. Тече вода. Ну, здесь сурови нема. Ради вейте. Не пиеш, ја се дека ќе пиеш. Ти само за сликање си. Не, ради, мој гајле он. Се дојде папи ушка до тера, ќе види. Да фатиш десно, попатиш дали врхи пак на тука да иде. Се враќаш назад или друга страна? После следното таа е връщаме под двориштето го садиме, листото и онега. Или остава взема на друга страна. А се лети листо. Арно населено место. Мишина се обращава и това е страшно. Страшно е да го поиска. Како би ти седнал на вода. Ами? И си поседал. На летевицата.
Драги пријатели, планинари, љубители на природата и уметноста. Денес сме овде обединети не само од љубовта кон планината, туку и од длабоката почит кон еден од најзначајните синови на македонската книжевност, Коста Солев Рацин. Овој марш по патеката село Извор Лопушник е символичен, пат на сеќавање, пат на достоинство и пат на културна свест. Овој марш, посветен на 82 годишнината од неговата смрт, е начин да се подсетиме дека неговиот збор не згаснува. Тој понатаму одекнува меѓу народот, книгите, патеките и овде. На ова свето место, каде што животот му згаснал, но и безсмртноста започнала. Затоа ти идам сега изнеможен од зборој, прекори, од смевот на безсмислата. Беден како камен, искрен како кристал. За љубовта твоја, јас како просјак молам. Не случајно Рацин, по страна на интелектуалните величини на Македонија, беше представен како македонскиот Бертолд Брехт. И незапамтен е примерот за човек кој што просел за својата љубов. Нема голема разлика помеѓу просењето за материјално и просењето за љубов. Суштината, есенцијата е битна. Просењето на љубов е врв, акт на созрен човек, кој што не се плаши од неуспех и од одбивање, за разлика од сега кој што сите ние молиме за материјалното и при тоа ги прекоруваме сите оние кои што не ни го возможили. Рацин е нашата есенција да не подсети на колку возвишено ниво од својот стадиум и пред времето бил неговиот гениален, емотивен и поетски проблесок. И не случајно светот се поклони пред него и го прогласи пред 4 години. На маршот пред 4 години додека разговаравме, стигна благата вест кога УНЕСКО го прогласи нашиот великан, вонвременски надвор од сите димензии, Кочо Рацин за светско културно наследство. И на тој начин му отдаде признание за сето она што го задолжи и за сета негова визија и за сета негова подарена љубов за што беше спремен да моли како просјак. И запрашајте се секој од вас тука присутни, колку од вас сте молеле за љубовта на вашиот близок и колку пати ви отфрлиле сите оние кои што сте се молеле како просек и какво било чувството на отфрленост. Кај Рацин тоа било чувство на креација, после која и ги напишал најгениалните негови песни и љубовни. За него одбивањето било привилегија и за него било мотив да каже уште повеќе од длабочините неговата душа, она кое што ние се плашиме дури и да го отсонуваме. Тој го кажува во збор, за да го разбере светот и да го раскажуваме сега. Тоа е љубов, другари, планинари, и на тоа ни учеше вонвременскиот рецитал на Рацин. Тој е човек кој што имаше една муза, многу љубови. Тој е човек што сакаше многу жени, како и секој од нас. И тој сакаше многу жени, но само на една и ги посвети највеличествените зборови. Тоа значи дека ние како луѓе имаме емотивен капацитет да сакаме само еднаш во животот, вистински. И ништо пред и после тоа исполнување на тој емотивен капацитет никој не може да го субституира и замени на вистинска љубов. Затоа после љубовта останува почитувањето како совршен субститут на вистинската и исконска љубов. Затоа ние сме тука дојдени да го почитуваме ликот и делото на Рацинот и не можеме да му подариме љубовта која што тој ни ја подари нами на светот и на Раца. Неговата муза
И затоа единствен субститут на сето ова што можеме го направиме е да го почитуваме неговиот лик и дело. Заради тоа што за таква љубов не сме кадарни, не сме создадени да ја направиме, ниту пак да манифестираме во денешното време кога човек на човека му е евро, кога човек на човека му е долар, кога човек на човека му е пара. И гениалноста на Рацин лежи токму во учењето на најважните човечки лекции и затоа поезијата на Рацин е поезијата на Пушкин, на Лермонтов, на Тургенев, на Горки. И едно ме научи Рацин додека како средношколец, како првенец во генерација, бев повикан да присуствувам во 1990 година прв пат на Лопушни како средношколец и само Рацин после љубовта на највисокиот пиедестал во неговиот живот го има ставено работникот. Работник, колку божествено и гордо тоа звучи. Тоа го научив од Рацин изминатите 35 години и тоа е негов аманет во пишена форма и збор како негов сограѓанин. Го живеам во неговата автентична изворна форма. И секој од нас тука присутен го живее Рацин. Помалку или повеќе. Заради тоа што тој не беше глув на истрелот со кој што го убија. Тој беше глув на неправдите. Заради тоа што живееше и го даде својот живот за правдата. И кога велам го живееме Рацин, ние мораме да го живееме и неговиот сон, да се бориме против сите форми на неправда, работничка, социјална, емотивна и љубовна неправда. Сето тоа што беше символ на неговиот живот и причина за неговата смрт, сега ние тоа треба да го продолжиме. Сега ние тука современици кои што сме и оние после нас генерациите кои што се надевам дека ќе знаат и подобро и повеќе од нас да го слават ликот на великанот. Бидете горди што по 80 што ја прославуваме денеска, заради тоа што ова е смрт која што се прославува, не се тагува. Ја прославуваме 82 години од неговата смрт и 62 години од тоа што Македонија го остави како аманет за Рацин, а тоа се Рациновите средби. 82 години од убиствениот истрел само 300-400 метри подолу од тука, кој што го замолкна светот, ама го роди зборот, и 62 години од она кој што трае, а тоа е зборот посветен на Рацин. И ви благодарам што дојдовте. Јас сум Игор Смилев, за тие што не ме знаат, член на еколошката групација Green Power, влюбеник во зборот на Рацин, планинар. Драго ми е горцум што сум на спомен обележјето на единствениот поет во свет кој што има обележје на планина. Тоа е доказ повеќе дека Македонија треба да биде горда и на убавиот пишен збор и на убавите планини. Кога великаните на убавиот збор ќе ги споиме со велелепноста на нашите планини, тогаш ние имаме најубавата држава на свет. И затоа вреди што дојдовме сите тука. Ви благодарам на сите, така што се надам дека ќе се гледаме до година. Да бидеш човек, да имаш топла крв, да мислиш со ум и да создаваш со рака, па да си нечие нешто. Иш сиот живот ден и ноќ болно да венееш покрај челичната машина. Да создаваш за среќа, да ја создаваш за друг. А самиот да си среќен никогаш. Да можеш се со грч во болка да создаваш и пак да си ништо, пак. Да си ги продаваш крвта, мускулите и умот иш да живееш со животот на добиток. Да бидеш милион бледи лица и стиснати шаки. И да си мртов предмет, да бидеш лопата и дикел, и да копаш патишта и рампи некому за рај, а за себе да коваш метален оков на срамот и бедата. О, да се плукне гадот Валкан, да се отвори устата и да се ископаат очите, и ноќите ослепени од стихијата на зелениот јад.
Оваа песна ја напишал Рацин во 1930 година на српски јазик, во неговите списи на поетски творби, а Гане Тоторовски во 1991 година ни е превел нас за да ја имаме во оваа форма. Ја мислам дека малце ни е подсената и малце слушната. Мене ми е една од омилените. Благодарам. Само лаванда, ништо друго. Ќе го вадиш? Ќе вадам. Ајде. Чекай да извадам ватре. Ќе најде. Ако не со камче. Ајде, каде? Цигарите ли? Слава му. Слава му. Ќе замола мало внимание, преде прочитав нешто, сега сакај да го реализираш. Тоа е да Моторолите ни се со нас. врапци. Во секој случај имаме комуникација.